Ако има широки надлежности, може да придонесе за програмска независност, квалитет во работењето и одговорноста на јавниот сервис пред јавноста. Сепак, програмскиот совет на Македонската радиотелевизија функционира како продолжена рака на државниот апарат. Ова е само еден од заклучоците на истражувањето на Македонскиот институт за медиуми, со кое се прави споредбена анализа на програмските совети на јавните радиодифузни сервиси во Македонија, Хрватска и Словенија. При тоа, главната причина за ваквата состојба кај програмскиот совет на МРТ се лоцира во несоодветниот состав на телото во кое доминира членство блиско до владеачката структура од периодот на неговото формирање. Тоа е резултат на несоодветното законско решение во однос на сегашниот модел со конкретните овластени предлагачи, кои во најголем дел се државни органи или институции под нивна контрола. Еден од предусловите за независност на Македонската радиотелевизија е деполитизација на програмскиот совет, односно негова трансформација во функционално тело кое ќе биде во служба на јавниот сервис, но како да се постигне тоа? Изборот на членови преку јавен конкурс има поголем потенцијал да ги представува различните сегменти и интереси во општеството и да го намали просторот за директни политички влијанија. Трета препорака е со измените на законот да се предвиди зголемување на бројот на членовите на програмскиот совет на МРТ со цел тој посоодветно да ги представува различните сегменти и интереси во македонското општество. Понатаму, петата препорака е сите засегнати страни да отворат дебата околу можноста за проширување на условите и правилата врзани со конфликт на интереси, кои се дел од сегашниот закон, вклучително и за можноста да се ревидира забраната за учество на вработените во програмскиот совет, кој се посочува како позитивен пример во Хрватска и во Словенија. Програмскиот совет во Македонија има 13 члена, во Хрватска 11, додека пак во Словенија 29. Законското решение за составот на програмскиот совет на МРТ остава голем простор за директно политичко влијание врз јавниот радиодифузен сервис, поради тоа што дури 10 од вкупно 13 члена се предлагаат од институции кои се финансираат директно од буџетот и логично може да потпаднат под државна контрола, како и од организации контролирани од политичките партии. Влијанието на власта доминира пред се преку Комисијата за прашања на избори и именување на собранието, која именува 5 члена, и заедницата на единиците на локалната самоуправа, која именува 3 члена. Албанскиот и турскиот театар, како културни институции, целосно финансирани од Министерството за култура и раководени од партиски кадри, предлагаат по 1 член. Од тука, сегашниот модел со конкретните овластени предлагачи придонесува за обезбедување контрола и доминација врз МРТ од страна на политичките партии кои се на власт во периодот кога се формира програмскиот совет. Сепак, дел од експертите сметаат дека процесот на деполитизација на јавниот сервис ќе биде долг и тоа нема да се случи со смена на власта, директорот или пак членовите на програмскиот совет. И во најнекакви си идеални услови, со некој супер закон, со некое собрание кое нема да ја укине радиодифузната такса, туку ќе ја востанови, ние мора да бидеме свесни дека во крајна линија работата на МРТ ќе зависи и од членовите на програмскиот совет, и од директорите, и од уредниците, и од новинарите, и од камерманите, и од сите оние кои и монтажерите и така натаму, и од сите оние кои се присутни или се дел од луѓето кои ја произведуваат програмата. Така да, тоа не може да се увезе. Има една изрека која вели како ви е јавниот радиодифузен сервис, така ви е и демократијата во општеството и обратно. Ние тука гледано од аспект на двете тези сме во сериозен минус и демократијата во општеството ни е во минус и демократијата и професионализмот во МРТ ни е во минус, така да не почнуваме од нула, почнуваме од минус и затоа почетокот ќе бара многу знаење, многу енергија, многу решеност да се сменат ситуациите. А
Делегирање членови од страна на државни институции постои во Словенија, но, за разлика од Македонија, каде собранието гласа за именување на сите членови на програмскиот совет по принцип на мнозинство, што значи дека ќе бидат именувани фаворитите на владеачката коалиција. Во Словенија 5 члена мора да бидат одраз на пропорционалната застапеност на партиите во собранието, односно тие вклучуваат и предлози на членовите на опозицијата. На овој начин се намалува можноста за директна политичка контрола врз ова тело. И фактот што програмскиот совет на Радиотелевизија Словенија има 29 члена, дополнително придонесува за зголемување на независноста, иако се отвора прашањето за неговата ефикасност при дискусиите и одлучувањето. Во Словенија и Хрватска, меѓу членовите на програмскиот совет има и представници од вработените во јавниот сервис, што се покажало како добра пракса. Соговорниците од Словенија и од Хрватска посочуваат дека друг клучен фактор за поголема независност на јавниот радиодифузен сервис е и неговото финансирање. Nezavisnost, ja mislim da jedan od ključnih mehanizama je financiranje. Znate, javni servisi se zovu javni servisi i razlikuju se od nekih drugih poduzeća zato što su smišljeni zato da građani imaju osjećaj vlasništva nad tim. Zato su te pretplate, ti doprinosi koji se građani direktno plaćaju, ključan instrument koji građanima doprinose da oni osjećaju to za svoj medij i zahtijevaju od tog medija određeno profesionalno ponašanje, a s druge strane sama radiotelevizija, pošto je plaćena od građanima, se ne osjeća i ne bi trebao se osjećati odgovoran predsjedniku vlade ili parlamentu, nego tim ljudima koji ih plaćaju. I zato je taj instrument financiranja javnih servisa preko pretplate jedan od ključnih mehanizama. No kako doprinijeti da se ta pretplata stvarno prikupi? U Hrvatskoj i u Sloveniji sam javni servis ima svoju službu za prikupljanje tog doprinosa. A zakon, to znači država, je napisala takav zakon da građane obavezuje da to plaćaju, inače se im kao i kod poreza to može preko inspekcije i preko, kako se kaže, postići da to oni plate. Ne mogu to izbjeći. Mogu 1 mjesec, 2. Znači, država može, ako hoće, uspostaviti sistem da građani financiraju i da to stiže stvarno redovito javnom servisu. Onda on ima slobodu da profesionalno troši te pare, transparentno, a mi smo kao programsko vijeće zaduženi da ih kontroliramo, da ih nadziremo. Imamo i nadzorno vijeće, to je vijeće koje kontrolira njihovo trošenje novca. Според искуството и во Словенија и во Хрватска, укинувањето на радиодифузната такса и финансирањето на јавниот сервис од државниот буџет не е добро решение. Петковиќ смета дека доколку е нужно, ова може да биде привремено, се додека не се најде стабилно и трајно решение. И Словенија и Хрватска сведочат дека 90% од граѓаните плаќаат такса. Реформата на програмскиот совет, како и пошироко на ниво на работењето на целата куќа, е неопходна со цел македонската радиотелевизија да се трансформира во кредибилен јавен сервис, кој ќе ги штити интересите на јавноста. Тоа пак се постигнува со високо професионално работење и почитување на етичките стандарди, особено во информативната програма. Najvažnije je javnost i rasprava u javnosti o svim problemima s kojima ste se suočili i što želite postići. Na to morate dobiti odjek od javnosti. Istovremeno, naravno da se bez novaca ne može. Ali novci vam mogu donijeti neku kvalitetu programa, ali ne i kredibilitet kod gledatelja koji morate postići. Mi smo svi jako politizirana društva, jer nažalost u takvim životima živimo u doba krize ekonomske, političkih promjena. Mi smo svi zapravo društva koja su još u procesu demokracije. Dakle, javnost mora imati informacije da može odlučivati. I javnost je jedina zaštita javnom servisu. Ono što se ne smije događati, a to je da su propusti u informativnom programu. Jer vi možete imati lošiju seriju, bolju seriju, nekog voditelja koji vodi večernju zabavnu emisiju koja je lošije obučen ili ovako, ali informativni program mora biti čist. Но како да се врати довербата на гледачите во македонската радиотелевизија?
Možete se vratiti jedino uvjerljivošću sa ekrana. Uvjerljivost nije po tome kako ćete vi ili ja biti obučeni, kako ćemo imati frizuri, kako će izgledati scena u kojoj se javamo. Bitno je ono što mi govorimo. Bitno je da kad vas vaši gledatelji gledaju na ekranu, da znaju da ćete vi profesionalno odraditi svoj posao. A to znači da će oni dobiti pravu informaciju na vrijeme i da ćete im, ako dajete komentar ili mišljenje, da će to biti odvojeno od te informacije. Da mu ne upletete i komentar i informaciju da on na kraju ne zna što je zapravo ta informacija, a što je vaš komentar. Na taj način se stiče kredibilitet. To nije lako. I to se ne događa preko noći, ali se gubi strašno brzo. To vam govorim sa pozicije HRT-a. Mi smo imali veliki ugled kod gledatelja, trudili smo se jako puno i vremenom uz razne utjecaje počeli smo se osipati zahvaljujući sami sebi, jer smo pokušali biti ono što su privatne televizije, što nije bio naš zadatak. Ja to jednostavno zovem, pokušali smo svi biti šareni. Znate, pa da to bude zabava, pa da to bude zgodno, pa da se ne preopterećuju, to nije naša uloga. Naša uloga je bila točno javni servis. Ako je nešto dobro u zakonu iščitano, to je 21 postavka što je to javni servis, uključujući i jezik, i nastupe, i kulturu govora, i sve elemente koje vi u jednom društvu morate zadovoljiti. Примерите пак кои ги посочуваат на директна инструираност на програмскиот совет на МРТ се бројни. Оваа појава стана особено воочлива и доби алармантни размери за време на долготрајната политичка криза, кога програмскиот совет очигледно ги застапуваше интересите на тогашната владеачка политичка партија, десничарската ВМРО-ДПМН. Дел од експертите сметаат дека финансиската зависност на МРТ од владата нема да овозможи поголема независност и затоа се потребни подлабински и посуштински реформи. Куќата за 2018 година ќе добие само 700 милиони денари. Веднаш да кажеме дека овој буџет е за 1/3 помал од буџетот за 2016 и 2017 година. И ова што сега пред вас сакам да го кажам, колку малку се овие средства што куќата ќе ги има до година во однос на обврските кои веќе стојат пред нејзе во изминатава година. А тоа е дека куќата има законска обврска да произведе програма на 9 јазици: македонски, албански, турски, ромски, влашки, српски, бошњачки, бугарски и грчки јазик. При тоа треба да го стартува вториот програмски сервис со 24-часовно емитување на програмата на албански јазик, што е веќе законска обврска од пржино 2, нов програмски сервис за малцинските програми со зајакнати редакции и проширена програма, реализирање на дамнешната потреба од повеќе програмски сервиси на програмата на македонски јазик, новините што се најавуваат за собранискиот канал и така натаму, значи нови трошоци, нови вработувања, нова техника, нов простор, нова произведена и купена програма и многу повеќе финансиски средства отколку што МРТ ќе ги има. И јас би сакала да скратам, но во оваа смисла само сакам да кажам дека за стартувањето на вториот програмски сервис за 24-часовно емитување на програмата на албански јазик веќе е изработен елаборат кој официјално е доставен во рамките на програмата, бидејќи не знаеме како да се справиме со овој проблем. Значи, само за стартување на вториот програмски сервис, како што кажав, ќе бидат потрошени половината од вкупниот потребни се, толку средства се околу 5 милиони евра, се потребни за стартување на вториот програмски сервис, а што со останатите обврски на куќата. И најдоброто законско решение нема да го даде посакуваниот резултат ако атмосферата во јавниот сервис, политичката култура и однесувањето на владеачките структури не ја поддржуваат независноста на јавниот сервис. А независноста на јавниот сервис пак е во тесна корелација со неговата транспарентност и отчетност. Од тука не изненадува фактот што македонската радиотелевизија, ако се земе предвид обемот на јавно достапните документи на нејзината интернет страница, покажува крајна затвореност кон граѓаните и јавноста. И покрај скромните законски барања за транспарентност и отчетност, МРТ не успева да ги испочитува ниту основните начала. Јавниот сервис МРТ треба да основа и да ги развива каналите и механизмите за комуникација со публиката, како на пример динамична веб страна да постави лице кој ќе ги прима и разгледува коментарите и сугестиите од публиката, внатрешен омбудсман, со цел да се овозможи поголема вклученост на граѓаните во креирањето на програмската понуда.
И на крајот, 8-та препорака е програмскиот совет во практика треба доследно да ги спроведува обврските предвидени со законот и со интерните правилници, како и да се обезбеди транспарентност за својата работа и резултатите од неа. Значи, најавите од седниците, дневниот ред, записниците од седниците, донесените одлуки, како и изјаснувањата на членовите на Советот, годишните извештаи и планови за работа и сите останати документи треба задолжително да се објавуваат на интернет страницата на МРТ. Информациите за раководните тела, составот на менаџментот, на надзорниот одбор и на програмскиот совет, како и одлуките кои тие ги носат, треба да бидат јавно достапни. А за разлика од македонската радиотелевизија, транспарентноста на хрватската и радиотелевизија Словенија е на високо ниво. Тие имаат функционални интернет страници на кои редовно ги објавуваат сите записници од седниците на програмските совети и останатите јавни документи врзани за работата на јавните сервиси. Освен тоа, од 2015 година, седниците на програмскиот совет на радиотелевизија Словенија се пренесуваат во живо на интернет страницата на словеничкиот јавен сервис. Како што истакнува Бранкица Петковиќ, представничка од програмскиот совет на радиотелевизија Словенија, апсолутно неприфатлива е нетранспарентноста во работењето на ова тело, а на граѓаните не може да им се испраќа порака дека може се да се емитува, затоа што на тој начин се руши угледот на јавниот сервис, а со тоа и довербата во него. И Мирјана Ракич од Хрватска смета дека треба да се воспостави врска меѓу граѓаните и јавниот сервис, за тие да го чувствуваат како свој и да имаат доверба во него. На тој начин ќе можат да го заштитат. Да се отвори јавна расправа која ќе иницира процес на темелно реформирање на МРТ со цел да се добие современ европски јавен сервис, да се напушти концептот со кој сега има овластени предлагачи на кандидати за членови во ова тело, бидејќи ако се бираат преку јавен конкурс, може да се намали просторот за директни политички влијанија. Да се зголеми бројот на членови на програмскиот совет со цел тој посоодветно да ги представува различните интереси. Да се отвори дебата за можноста собранието да не ги именува сите, туку само дел од членовите на програмскиот совет, и тоа со двотретинско мнозинство. Но и да се ревидира забраната за учество на вработените во програмскиот совет, што се посочува како позитивен пример во Хрватска и во Словенија. Потребно и да се отвори дебата, мандатот да не тече истовремено за сите членови на програмскиот совет, туку да се воведе така наречен скалест мандат, со што ќе се избегне ситуација по секој избор или промена на власта, надзорното тело да биде целосно рекомпонирано.